Ниските температури кои што синоќа го зафатија Струмичко поле направија големи штети најмногу на лозарството и на овоштарството. Лозарите и овоштарите велат дека најголемите штети се направени токму на младите лозови насади, но ништо помалку не се уништени и овошките од овој регион. Ниски температури, односно до 6 степени под нулата, се најавуваат и вечерва кои ќе донесат опасност од ново мрзнење на сите насади, кои се во фаза на цветање или заврзување на плод. Лозарите велат дека иако е се уште многу рано да се утврдува процентуално штетите од синоќа, сепак велат дека штетата нема да биде мала. Наместа на поосојничавите места, мрзнењето на овошките и лозовите насади е и до 50%. Особено на повисоките предели имаме измрзнување, меѓутоа процентуално тоа не може да сега во овој момент да го кажем. Очекуваме некои 10 на 15, може би 20% повторно да бидат пониски приносите во очукараните. Што значи, ако се земе во обзир зимата, која што беше доста студена, и овој период кој што не запати овој студен бран, може би штетите ќе бидат и до 50%. Иако агрономите препорачуваа предпазливи мерки, сепак на терен сликата е поразлична. Времето и можностите сепак не се на страна на земјоделците. Мите вели дека потребни се големи финансии за заштитарски мерки, кои до одреден процент не ја гарантираат комплетната заштита од минусните температури. Ако мислите на заштитни мерки против замрзнување, може би постојат некои препарати кои што ги рекламираат, меѓутоа тие се и доста скапи. За тоа да правиш некоја одредена заштита и колку е тоа сигурно, ние немаме таква пракса. Според агрометролозите, овошните и лозовите насади се во многу осетливи фази од својот развој, цветање или рано формирање на плод, поради што се чувствителни и лесно подложени на оштетување. Температурите и во наредните денови се очекуваат да се спуштат неколку степени под нулата. Сериозно може да се загрозат овошките и виновата лоза, се последните предупредувања од Управата за хидрометеоролошки работи, а оттаму и препораките до земјоделските производители да преминуваат мерки за заштита.